Председателот Стево Пендаровски повлече 5 од 6 укази на неговиот претходник Ѓорѓе Иванов за унапредување и поставување на други позиции во армијата и истовремено донесе нови. Два од новите укази се исти како и тие што ги донесе бившиот председател. Еден е за разместување на друга позиција, а за другите двајца назначени кои сега се разрешени дополнително ќе се решава. За шестиот указ на Иванов со кој генерал мајорот Васко Ѓурчиновски се унапредува во генерал полковник, Пендаровски не можел да стори ништо, бидејќи како што објаснуваат извори од неговиот кабинет, тој нема законски основ за одземање на чин. За да се одземе чин, потребно е тоа лице да стори кривично дело или некој сериозен дисциплински прекршок што генерал Ѓурчиновски не го направил. За указите на Иванов, антикорупцијска во април покрена прекршочни постапки при што не беше утврдена корупција, ниту пак судир на интереси. Но спорно е тоа што се донесени на 25 февруари 2019 година, откако веќе беа распишани претседателските избори на 8 февруари годинава. Од кабинетот на поранешниот председател уште претходно изнесоа став дека донесените укази се согласно член 18 од Законот за одбрана, со кој председателот и врховен командант на армијата поставува старешини на формацијски места генерали и унапредува и разрешува генерали и поставува и отповикува воени представници на републиката во странство. Указите биле донесени на предлог на Министерството за одбрана и Генералштабот на армијата, согласно нивните надлежности, во постапка која траела неколку месеци, а представува редовна обврска во делокругот на непречено функционирање на државата. При донесувањето на шесте укази според кабинетот биле испочитувани одредбите од изборниот законник и одредбите од Законот за спречување на корупција.